До 3 хектари државно земјоделско земјиште им е на располагање за закуп на струмичките и гевгелиските земјоделци. Министерството денеска го објави огласот за закуп на над 834 хектари државно земјиште, кои можат да бидат изнајмени во Битола, Велес, Македонски Брод, Демир Хисар, Крива Паланка, Кратово, Пробиштип и во Тетово. Почетната цена по хектар за површини до 3 хектари изнесува 25 евра во динарска противредност за земјоделско земјиште од прва до четврта катастарска класа, 15 евра во динарска противредност за земјоделско земјиште од 5 до 8 катастарска класа по среден курс на Народната банка на Република Македонија на денот на уплатата. Доколку земјоделското земјиште се наоѓа во планински подрачја, почетната цена од прва до четврта катастарска класа изнесува 15, а од 5 до 8 класа изнесува 5 евра во динарска противредност. Земјоделското земјиште може да се користи за подигање долгогодишни насади, лози, овоштарници, хмел, оранжерии, насади со лешник, маслинарници, одгледување на други земјоделски култури, ливади, одгледување брзорастечки дрвја, рибници, спортско-рекреативни активности и рурален туризам. Право на учество на јавниот оглас имаат сите домашни физички и правни лица, како и странски правни лица кои немаат склучено важечки договор за закуп на државно земјиште. Понудите и документацијата треба да се достават до 4 октомври, а јавното отворање ќе се одржи на 9 октомври во големата сала за состаноци во Министерството за земјоделство. Министерството пред 4 активни мерки понуди над 4380 хектари државно земјоделско земјиште под закуп. Роковите за аплицирање на дел од овие јавни огласи се завршени и понудите се обработуваат. Единствено јавниот оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини на над 3 хектари, во кои се доделуваат во Газибаба, Делчево, Карпош, Кисела Вода, Кочани, Охрид, Прилеп, Струга и Струмица трае до 11 овој месец, велат од Министерството. Оттаму потенцираат дека важно за сите заинтересирани е да внимаваат на критериумите и комплетноста на документацијата и да ги запазат роковите за да може навреме да бидат склучени договорите.